Не се согласуваме амандманот да биде во видоизменета форма, затоа што освен што е жилба, е и потреба за владата навремено да почне да работи, а историјата и праксата на задоцнувања константно ни се повторува. Овие правилници обуки требало да се веќе сработени, а 31. марта 2024 година е еден период кој што е навистина далеко. Бидејќи од продолжувања, од одложувања, од неработа сме до овде каде што сме во енергетиката. Ке си дозволам овде да го спомнам, бидејќи на оваа комисија се дискутираше за законот за угостителска дејност, на кој што видовме колку многу се доцти за една проста дефиниција. Ке го спомнам исто директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, кој што кажа хотелите во контекст на законот во контекст на енергетиката, кој што изјави хотелите ставаат фотоволтаици, а можело да се стават и порано. Можело многу работи да се стават и порано и заради ваквото одложено работење, односно неработење, сме довде до кај што сме и заради тоа го предлагаме овој амандман, затоа што упорно инсистираме владата да седне и да работи. Некои проблеми мора да се предвидуваат навремено и навремено да се реагира, затоа што од продолжувања и одложувања и неработа, не само што не ги завршуваме работите во 5 до 12, туку во 12 и 5 не доведувате во ситуација да се фатиме за глава и да видиме дека сме доведени во состојба на безизлез. Мора да се седне и да се работи, бидејќи факт е дека заради ваквото однесување државата ни е доведена во банкрот. Лажевте дека кризата е увезена и дека секаде во светот има криза. Ние факт е дека имаме лична домашна криза заради преспаниот период во кој, освен што се збогатија поединци, ништо друго не е направено. Цело време се фалите дека работите, за сега да видиме дека нема излез. Повисоката цена по која ќе увезуваат, ќе ги уништи компаниите. Ако бевте свесни, уште летоска ќе беа склучени договори, уште летоска ќе се правеа ремонти и ќе имавме барем некакво поместување во енергетиката. Пак ќе кажам, ја злоупотребивте енергетиката за збогатување на поединци и фирми. Никаде во светот нема вакви недостатоци како што има кај нас. Допрва уште ќе заглавуваме, бидејќи познатите велат дека кризата ќе трае и во 2023 и во 2024 година. Не се согласуваме за продолжување на роковите. Ви благодарам.